Агенцијата за млади и спорт и Цевитана со легендата на спортското новинарство Зоран Михајлов ви ги представуваат македонските спортски легенди. Во македонскиот фудбал продефилира многу фудбалери кои оставија силен печат и за кои ден денеска се сеќаваат оние повозрасни љубители на фудбалот. Зборувам за оние години од 60-та до 90-та, до распадот на Југославија и осамостојувањето на Македонија. Тоа беше период во кој што Вардар беше доминантен и сите поквалитетни фудбалери од нашата република имаа желба еден ден да заиграат во Вардар. Тоа се случи и со Стојмир Урошевиќ, инаку потекнува од едно познато тетовско семејство. Тој својата кариера, како и сите дечиња во Тетово, ја почна во Тетекс, некој во Љуботен, меѓутоа тој беше во Тетекс затоа што пак и неговиот татко не само што беше вработен во Тетекс, туку беше една од главните полуги во клубот за неговиот развој да биде што побрз. Стојмир Урошевиќ се памети по нешто друго. За многумина, тоа новинарите знаеа да го истакнат во тој период, беше еден од најбрзите фудбалери не само во Македонија, туку и воопшто на поранешните југословенски простори. Јас се сеќавам само дека на штоперка мерено му е на Шечербеговиќ кој играше за Слобода од Тузла, трчаше под 11 секунди 100 метри и тој важеше навистина за најбрз фудбалер, а веднаш зад него беше Стојмир кој имаше брзина веројатно околу 11 секунди, но за жал на патека неговиот резултат не е мерен. Но според оние спринтови што ги правеше на теренот, покажуваше кога ги натрчуваше противничките играчи дека е фудбалер со голема брзина. Тоа му овозможуваше и полесно да ги решава ситуациите во фудбалот и честопати да ги декласира противничките одбрани. Стојмир, еве ова беше воведот за тебе, како фудбалер кој што покрај тоа што се истакнуваше со брзината, имаше и голгетерски способности, а исто така и беше техничар, знаеше да проигра со своите соиграчи и сите заедно така да ги доведете во непријатна ситуација одбраните на противничките клубови. Секогаш на почетокот речи си исто прашање за твоите почетоци. Како почна, каде почна и што те донесе во фудбалот тебе, конкретно тебе? Па како најпрво да се заблагодарам на вашата покана и да ги поздравам гледачите на вашата телевизија. Како што кажавте, фудбалот го почнувам да го играм сега професионално. Да почнувам да тренирам веќе 74-та година, далечната, на 14 години. Кажавте, едноставно ме влечел тој спорт. И така, во една средба со Раско, тогашниот тренер на младите категории на Тетекс, Раско Мирчевски, со мојот родител, дојде до идеја да почнам јас да тренирам фудбал и така и почнав. Раско Мирчевски ми беше првиот тренер, доста строг тренер, но од него многу научив. Јас, како што кажавте, потекнувам од Тетекс. Од Тетекс почнав, Тетекс сум играл, потоа во Љуботен немам допирна точка, потоа оди Вардар, па оди Приштина, па оди Бугарија, така да една долга и би рекол богата кариера. Тогаш беа Тетекс и Љуботен, ти се определи за Тетекс, инаку Љуботен е постар клуб, а за Тетекс често знае да кажат тие се фабрички клуб и навистина така беше, фабриката финансираше, камо среќа и денеска да е така, ама за жал не е. За твоите први надпревари и дали може да се сетиш на некои играчи со кои што почна во пионерска категорија во Тетекс, а потоа продолживте кај младинците и кај сениорите, затоа што Тетекс стигна и во првата југословенска лига во поранешната држава.
Па сега искрено да ви кажам, тогаш беше голема конкуренција и многу тешко се доаѓаше од тие млади категории од Тетекс во првиот тим. Јас ја имав таа голема среќа, како еден од, може и единствен, што потекнува од школата, што почна да игра за првиот тим. Тука беше и Милко Симовски, но Милко Симовски не потекнуваше од фудбалската школа на Тетекс, дојде од едно село Вратница, така таму тренирал, играл во пониските лиги, а како единствен од таа генерација, од генерацијата и како да кажем и многу генерации, затоа што ја кога дојдов, постари играчи во Тетекс од Тетово беа Стеве Заковски, Ачим Беадини, потоа Буран Беадини, Насер, покојниот Насер Беадини, Бошко Блажевскиот, една легенда на Тетекс. На тетовскиот фудбал. И на тетовскиот и на фудбалскиот клуб Тетекс. Така да, од мојата генерација таа млада нема. Јас бев единствениот што успеав да влезам во првиот тим, да се наметнам и да почнам да играм за фудбалскиот клуб, што тогаш беше стварно таа, знаете и вие, Југословенска лига многу силна, и втората лига, а за првата да не зборувам. Па да се подсетиме и на некои играчи од тогашниот тим на Тетекс. Мислам, кога стигна во сениорска конкуренција. Кога стигна во сениорска, па јас и како мал почнав да ме земаат на припреми во таа, вие преска во еден разговор, нели, разговаравме, Тетекс влезе претходно некаде 77-та, така мислам, во првата лига, но поради 78-ма, 77-8, така 8, да. Ама поради административна грешка жолти картони, проблеми и беше вратен во втора лига. И беше вратен, а тогаш ја не сум, тогаш само тренирав, имаше многу, тука беа Плачков, покојниот Беквалац, Морача, Јаковлевиќ, Георгиев голманот, Илија Скицове голманот, значи една плејада на врвни фудбалери и ми беше чест, јас како 17-16 годишњак, да работим и да тренирам со нив. Така да, после една година, две, веќе кога направив 17-18, веќе почнав и да конкурирам за првиот тим, почнав и да играм, а во таа генерација, еве веќе, тука можам и да покажам што влеговме во првиот тим, во првата лига, тимот, Стеве Заковски, Лазаров голманот, Пејановиќ, Родиќ, Јаковлевиќ, Раца Јовановиќ, Грнчаров, Цветковиќ, Буран Беадини, Вуличевиќ и уште многу Аникиќ. Тоа беше чест да се игра со тие фудбалери. Да. А кој беше на кормилото на Тетекс тогаш, може да се подсети? Да, кога влеговме беше Зоран Чолаковиќ. Значи, таа втора лига за влез беше Зоран Чолаковиќ, потоа не се договорија и дојде Марко Валок. Значи, во првата лига не водеше тогаш прочуеното име, нели, фудбалско, таа Југославија, бивша Југославија, Марко Валок. Да, Марко Валок беше еден од најдобрите фудбалери во минатото, нешто близу, би рекол, до Бобек и таа генерација. Потоа тренер исто така како и Бобек, кој пак во тие моменти кога ти се пробиваше и веќе стекнуваше одредена афирмација, тој беше во Вардар и снимаше се што се случува на терените во Македонија и тогаш дојде до она селектирање на најдобрите млади фудбалери од државата. Дојдоа битолчаните, најнапред таму Пепи, па Тони Савевски, па Томче Трајановски, па дојдоа од Штип Гоце, Алексовски и Гордан Здравков. Нешто подоцна Стојмир Урошевиќ и Милко Симовски од Тетекс доаѓаат во Вардар. Драги Сетинов, Чеде Јаневски, значи да, Драги Сетинов и Грошев беа позајмени, беа вратени во Вардар. Чеде Јановски. А Чеде во Скопје играше, меѓутоа имаше преддоговор за во Вардар. И навистина се направи еден голем тим. Но пред да поминеме на Вардар и деновите минати во Скопје, да не подсетиш на некој надпревар во Тетекс и оној период кога Тетекс
по административен пат беше вратен 78-та во втората лига, но амбициите не беа загубени и 2-3 години подосна повторно Тетекс е прв во втората лига и доаѓа за прв пат во првата југословенска лига. Ти тогаш беше во Тетекс, па ајде за некои надпревари, пред да станете шампиони, вака што ти останало посебно во сеќавање, а и за оние дуели со Вардар, бидејќи два пати се сретнавте тогаш со Вардар во првата лига. Па сега вака, искрено кажано, Тетекс во тоа време беше за втора лига зборувам, како што беа Звезда и Партизан за првата лига. Значи Тетекс можеше која сака да влезе, која сака, секогаш беше трети, четврти, петти, финансиски безпрекорно подкрепен со покојниот се Стојан Ѓорчевски, кој беше двигателот на тој Тетекс да се направи и да го стекне тоа име во таа фудбалска Југославија. И да се направи стадионот, оној денешниот. Така, да. Тоа е се негова заслуга, за жал, денес Тетекс нема ништо од тој стадион. На 70-80%. Тетекс дури не игра таму сега. Да, дури Тетекс и не може ни да игра. Тоа е жалост. Да. Па сега вака рековте некои надпревари. Прво би се навратил претходната, не таа година кога влеговме, значи имаше надпревари и Вардар мисле чини беше исто испаднат, 79-та така некој. Да, се врати таа година. Ја дебитирам со Вардар. Значи во второлигашка. Ова е интересен податок, ова не го знаем, да? Ја дебитирам со Вардар во второлигашка конкуренција, во Тетово ги победивме со 2-1 и тоа ми е првиот надпревар официјален. Мога загорчивте животот тогаш на Вардар. Да, Вардар 2 години пред тоа не влезе зарад пораз од победа. Да. Сега пораз од Тетекс, ама некако на крајот се излезе кој што треба за Вардар. Со трепче оној надпревар. Од таа година, ќе ми остане во паметење, имаше надпревар со Мајданпек, каде што ние ако победиме, ќе му помогнеме на победа да ја задржи второлигашкиот статус. А ако ние нерешено или изгубиме, тогаш победа испаѓа. И знаете како емисари навака, натака, тој надпревар ја бев на клупа за резервни, пошто 17-18 години. Каде го игравте таму? Во Тетово. Значи нас само победа за да му помогнеме на победа, на победа да остане, а Мајданпек и сега да испадне. Сите така се кружеше гласини низ Тетово претходните денови дека надпреварот ќе биде пуштен. Јас како млад, неискусен нормално, веројатно може и да имало нешто, не можам да кажам дали имало или немало. Само до тебе тоа не стигнало. Да, знаете тоа како се само прави. Само чаршијата што говориш. Може имало некои со поискусните играчи, но во второто полувреме некаде 20 минути пред крај претходно влезе Петров, Мики, исто. Да. Тогаш и добар, знаете, играч со голем квалитет. Направија измена, влеговме ја и он. Ја влегов некаде 20 минути пред крај и во некаде 89-та минута еден центар шут, што јас со глава многу слабо со игра. Имам дадено 3-4 гола, ама многу слабо играм. Ми легна топката со глава 1-0. А имаше стварно на полувремето со свирежи, со погарни зборови, публиката наша не испраќаше во собликуална. Шиткачи... Да, сте го продале демек надпреваров. И за моја среќа, и за среќа на победа. Да. Во 89-та го постигнувам тој гол и завршува 1-0. И трената имаше и вестници, победа, благодарност на Урошевиќ, благодарност. Така да тоа би го издвоил како поинтересен момент. Па и е, зашто ги анулираше, би рекол, оние гласини што се ширеа за продаден надпревар, а од друга страна што било како било, испадна дека Тетекс играл поштено, играл, така да тоа ми е омилен гол. Може сега има многу омилени, нема така. И кога напуштавте теренот сега за разлика од првото полувреме. Да, како херои. Херои. Така да ја за 20 минути бев прогласен играч на надпреварот. Ја сврте работата. Да. После за другата година кога влегувавме, исто интересен момент,
за да влеземе. Нели тогаш настана на Косово тие проблеми што настана и Да, имаше на клубовите им беше забрането да играат на Косово. А ние требаше, тоа беше 3 кола пред крај, со Влазрими од Джаковајца да играме надпревар и се реши они да го играме во Краљево. И по некоја случајност или не знам што се, ја сум бил многу млад, што се вика 19-20 години, бевме сместени во истиот хотел. Вие со Влазрими. Со фудбалери од Джаковица и цела ноќ. Знаете како е, емисари, дај. На нив ништо не им требаше, а нас таа победа 95% ни обезбедуваше влез во првата лига. И ја нормално, ја како млад играч, се знае во 10:30-11, кога е повечерието, јас си легнувам, сабајлето слушам вака, така, ова, преговарање, и на крај излезе дека не сакаат да ни помогнат. Играме. Ќе играме и скочивме 0-2 и тоа многу лесно ги добивме. И на тој надпревар има тука, исто бев играч на надпреварот. Ги добивме и после надпреварот и соблекувалните беа едно до друго. Имаше големи расправи во нивната соблекувална, дури мислам дека имаше и тепачка. Помеѓу самите играчи. Што испуштиле? Победат, да. Тоа ми остана така, ми останува од тој период во фудбалски. Имало многу убави моменти и лоши, нормално. Фудбалот е тоа, губиш и добиваш. Да. Но тие ми се најубави така. Кој беше последниот надпревар пред да влезете во прва лига и како изгледаше тоа Славија? Тоа беше посластица. Последниот надпревар Тетес Галеника. Одлучува. Галеника втор, на Галеника му треба само победа. Значи во Тетово да не победи, они влегуваат. Нас нерешено. Тетекс. Победа Тетес влегува. И ние тогаш една недела, 10 дена во Јагуневце, ама јас не бев тука, тогаш имаше надпреварување аматерска репрезентација на Југославија. Во Грција, во Волос, имаше некој европски куп, не знам, ме зема... Ти играше за аматерската, да. Томче и Пепи. Ние бевме македонци. Југославија? Југославија, да. Се водеше кој аматерска од овие тимовите во вторите лиги. Да, и од втори, и од први. Ама некој и од први, да. И бев јас скоро цела недела во Грција и се вратив пред надпреварот во четврток, петок. Значи, многу малку бев таа недела со колегите, така да и на надпреварот бев, и што е сосем оправдано, бев на клупата. Не почнах од првата минута и Горан Јордановски беше тогаш исто играше првото полувреме, јас влегов второто полувреме. Што да ви кажам, стадионот беше пол, надпреварот почињаше во 16:30, не знам, така некако. Стадионот беше пол во 10 часот наутро. И чекаат да почне. Ако ви кажам, сега имам тука некаде, ама не знам, дека знаете вие стариот стадион како изгледа, дека буквално публиката седеше до теренот. До теренот. Значи, само на стазата не можеше да влезе, не можеа да ги избркаат. Едноставно пробува, не сакаа да искачаат. И беше многу интересен момент. Сега ја тоа не сум, а после тоа се кажа дека во соблекувалната на Галеника им е пуштено грејење и кога влегле они било 50 степени внатре. Да се крене. Не знам за тој надпревар, имам слушато дека реагирале и делегатот рекол, па жалосно е зарад гледачите да не се игра. Нема да има инцидент, нема зарад гледачите. И ако се тука покрај терен. И никој не влезе, никој не направи еден проблем. Буквално, и што викате вие, немаше сила, никој сила на светот немаше која ќе ги изведе тие луѓе да не го гледаат. Полошо ќе беше да се одлучеше тука полиција да интервенира, да ги брка. И мислам дека тој надпревар заврши, не мислам него, надпревар заврши 0-0, мислам дека го добивме со срце, со рутина, со борба. Тогаш за Галеника играше прославениот Сантрач, каде што за 90 минути не пипна топка. А кажи ми, Галеника не дојде до ни една шанса. Јас во второ пол при крајот имав една статива
Тоа беше на крај веќе и кога свирна, знаете што се дешава. Тоа беше општонародна веселба. Се изгуби се што гледачите клубови на други, терен. вие како што кажавте, Љуботен и Тетекс. Ама Љуботен беше во понизок ранг, Македонска лига никогаш не бил. И немаше аспирации, И немал, мислечи, да. тука си Љуботен беше бил прв. најстар клуб, ама си бил се тука во таа Македонска лига и Прва Македонска, прва републичка, што бе и тоа тогаш беше. беше таа лига многу јака, ама никогаш не бил второлигаш. Значи сите навија, не албанци, не турци, не македонци, значи сите навија за Тетекс. Веселбата и тогаш течието постоеше, значи после надпревар тоа беше отворено јадење, пиење. Кој дојде? Кој стигне, значи тоа беше Чести тие, Тетекс. Тие моменти се незаборавни. Прв пат ми доживувам влез во прва лига, што на вистина нели Да, не млад фудбалер. 20 години, огромен успех за клубот и Тетекс прв пат влегува, како кажавте 77-8 влегува, ама по административен пат ги вратија, им одзема бодо и не успеа да влезе. И Така да тоа беа стварно ти прекрасни моменти. почна да тоа. играш сега во првата лига. Па почнав да играм во првата лига, нормално во втората не бев толку стандарден, но сепак имав доста Минутажа. надпревари, да, имав. 18-19 години. И веќе после дојде Марко Валок, почна и да ме како стандарден играч да настапувам и првиот надпревар ни беше во Осијек како гости. Го загубивме многу тешко. И втор надпревар доаѓа Олимпија во Тетово, каде тренер е Вукашин Вишњевац. Познат. Даде воле. Не, покасно ќе дојдем и до него, но сакав да има некоја асоциација ова што го кажувам. Да. Доаѓа Вуле со Олимпија, Јањуш, знаете какви играчи имало таа бивша Ју. Таа лига беше една од најквалитетни во Европа, меѓу 3-4. И ние победуваме 3-1, ја давам 2 гола, знаете со мојата брзина, со тие контри, 2 гола дадов. А тие потешки во одбрана ти викаш мамо вие би легна убаво. Едниот ми беше со нога, така од претрчување, а другиот ми беше со глава. И тогаш ме запазил Вукашин Воле. Вишњевец, па после ќе дојдеме. И игравме Тетекс во првата лига, но мислам дека знаете, неискуството и неиграњето во прва Да, лига, него сторија втора лига своето, е едно, прва лига е Друго друго. е тука меѓу. Разликата беше голема. Бе и овие Значи, волци што би рекол. да, да. А со Вардар средбата Да, прва и тоа. па така, тепаме со второ коло Олимпија и трето коло сега играме со Вардар. И се вестници, кој ќе го чува Урошевиќ, како ќе го чува. Значи беа и сплашени нормално, ама пак ќе кажем рутински отидевме во Скопје, мислам дека 3-1. Така, 3-1 не победија Васи Рингов. Направи кикс Лазаров голманот 1-2. И така постариот брат што се вика Вардар, Да. поискусен во таа прва лига, скоро редовен учесник. Како да кажем, рутинирано не победи. А реваншот? Реваншот исто во Тето, тука им беше малку потешко. Мислам, Подобри бевме. нерешено Да, завршено. да. Тука во Тето, па и во Тето многу и поголеми екипи тешко искачаа со нас. Ете, после дојде еден Хајдук, кај што тогаш го купија и Блаш Слишковиќ огромна сума на пари. Златко Вујовиќ, Зоран Вујовиќ, сите таа елита целата. Да. Дојдоа во Тетово, ги победивме 1-0. Буран Бејадини го постигна голот. И тоа изненадување во Далмација. Огромно, кои се овие огромно. Под Шар планина. Знаевме не да те изиграме и имавме квалитет сега небе, ама неискуството си го направи своето за да играме само една година во таа прва лига.